Денес е светски ден на радиото, најпристапниот и најбрзиот медиум за некој незаменлив, иако технологијата постојано ствара нови. Слушаме радио. Па, пошто телевизија не гледаме, мислам со очилата, и овака слушам. Анкетираните се само дел од милионите слушатели на радиото, звукот кој допира до секој и секаде. Токму и поради ова, оние кои работат во радиото тврдат дека неговата магија е незаменлива. Радиото ви нуди една поинтимна, ако можам да кажам, комуникација со слушателите, затоа што малку сте послободни, го имате само микрофонот и може да остварите на некој начин малку подиректна комуникација со вашите слушатели. Има ли радиото замена? Нема замена за радио. Што е тоа што го инспирира работењето во радиото? Па, инспирацијата е тоа што никош радиото не е завршено до крај приказна. Секош имате можност да криете нешто ново, да додадете нешто ново и тоа многу брзо после објавувањето на некаква вест или некаква приказна. Зошто токму 13 февруари е светски ден на радиото? На тој ден 1946 година со радиска програма започнало да работи радиото на Обединетите нации. Од тогаш овој ден се празнува како роден ден на радиото, но како светски ден на радиото е прогласен дури лани.